Во ова задача решаваме равенка во една непозната x. Имаме равенка и x, сакаме да ја решиме, да добиеме x еднакво на некоја вредност која ја задоволува ова равенка. Како почетен проблем при решавање е овај минус 8 како именител. Сакаме позитивни броеви во именител. Значи, овај минус ќе го префрнаме горе, минус, ама треба по целиот израз, 2x плюс 1 во загради, делено со 8. Овие се еднакви изрази. Минусот го префрлавме горе, а исто, дали е минус долу, дали е минус горе, исто ни е. Овај нема проблем, значи ја препишеме 5x минус 4 verse 3 минус 12x еднакво на 1. Значи, проблем со негативен именител го отстранавме. Сега сакаме да ги отстранеме именителите на овај равенка, а тоа го правиме со најмал заеднички именител. Кои ни се именителите? 8 и 3, значи 24 е најмал заеднички. Секој член тука ќе го множиме со 24. А ќе го ставаме помегу знакот и изразот. Значи минусот седи, па 24, па 2x плюс 1 делено со 8. После плюс, значи знакот, па бројот ќе го качаме горе, загради 5x минус 4 verse 3. Минус знакот, значи 24 по 12x. Еднакво и тука имаме 24 по 1. Значи, секој член од равенката е подмножено со овај најмал заеднички именител. А целта ни беше да ги отстранаме именителите. Значи, ги деламе минус 24 делено со 8 отстанава минус 3. Сега имаме 24, тука ако имавме знак, ќе го земавме и него, делено со 3 е 8. И тука немаме именители. Значи, имаме минус 3 по 2x плюс 1, плюс 8 по 5x минус 4, минус, сега овај голем е за изамени, 24 по 12, 288. Значи 288 x еднакво на 24 по 1, 24. Стигнавме до равенка без именители. Тоа е полесно за решавање. Сега ги множиме 1 по 1 овие, значи пазиме тука да множиме и тука, и натаму. Значи, минус 6x минус 3 плюс 40x минус 32 минус 288x еднакво на 24. Сега имаме равенка без загради. Сакаме се што е со x на едната страна, се што е без x, значи константите на десната страна. Имаме минус 6x, тоа е на правилна страна. Го зедавме. После плюс 40x. Го зедавме. Минус 288x. Го зедавме. Значи, се што е со x е на ова левата страна. Еднакво. Прво имаме 24, тука што е. Го зедавме. Сега, овие два броеви, бидејќи се префрлат од таа страна, се менува знак. Имаме плюс 3, го зедавме, и плюс 32. Значи, сите броеви ги зедавме. Рековме, за да можеме да работиме со дигитрон, вадаме x напред. Колку останува тука? Минус 6 плюс 40 минус 288. И тука можеме одма да собераме или можеме да чекаме и да препишеме како сакате. Значи,
Ке ги собераме сега. 24 плюс 3 плюс 32. 59. Сега овие ке ги собераме, значи имаме 6 плюс минус, значи минус 6 плюс 40 минус 288 еднакво. Минус 254. Значи ова е минус 254х еднакво на 59. И реков тука е кај што треба најповеќе пазење. Рековме ке пазаме и ке пишеме, ке трошиме време и она да пазаме дека пишеме ова што е пред х дека го деламе. Значи деламе со минус 254. Тогаш ни е јасно дека ова е х еднакво на 59 делено со минус 254. Иначе често пати ова се превртува. И пак те ги трон 59 делено со 254 плюс минус еднакво минус 0,23 на 2 децимали, ова е помало од 5, значи минус 0,23. Х е еднакво на минус 0,23. И тој резултат го заокружиме, тоа е одговор на задачата.